Од новите патишта на ВМРО ДПМН на истокот му останаа само фалбите и дупките, обвини на прес-штипскиот огранок на СДСМ, повикувајќи се на извештај на Европската Унија, според кој 39% од патиштата во државата биле оценети како лоши и небезбедни. Катастрофалната состојба на патиштата во државата во првите 7 месеци придонесува бројот на сообраќајни незгоди да биде поголем од 1800, со дури 90 жртви. ВМРО ДПМН цели 10 години ветува дека ќе ја започне изградбата на патниот правец кон Кочани и Радовиш. Изградбата се уште не е започната. Дополнително, одроните и дупките на патот кон Делчево и границата со Бугарија се секојдневие. При најмали врнежи овој пат станува непроводен. Се во ова СДСМ планирал да го смени. Инфраструктурата во цела Источна Македонија ќе биде обновена, а ќе бидат изградени патните правци Штип-Кочани, Кочани-Делчево, Штип-Радовиш, како и патот кон Пробиштип. Во Штип конечно ќе се изгради брана на река Отиња, наместо импровизирани мини брани. Ќе инвестираме во изградба на мост на река Брегалница, кој што целосно ќе го растерети сообраќајниот метеж. Денешниот прес на СДСМ беше реакција на пресот на ВМРО ДПМН од пред 2 дена. Тогаш беше кажано дека моменталните и планирани инвестиции во патната инфраструктура се во вредност од околу 400 милиони евра. Истите се однесуваат на автопатот Штип-Миладиновци и експресните патишта кон Кочани, Радовиш и Велес. Дополнително во изминатите 3,5 години на локално ниво, ВМРО на прес посочи асфалтирање на над 100 улици.